По цели 8 месеци неизвестност и бројни апели, од понеделник стотината пациенти во Струшката специјализирана болница за нефрологија конечно ќе ја добиваат неопходната еритропоетинска терапија. Станува збор за лек без кој нивното лекување е независливо, а секојдневното функционирање сериозно нарушено. Проблемот започна уште во ноември минатата година, кога престана да се испорачува лекот, а заменската терапија ја добивавме нередовно и во недоволни количини, раскажува стружанката Бранкица Размоска. Наместо, вели, сите пациенти да ја примаат терапијата, лекот се распределуваше селективно, според моменталната крвна слика. Поради тоа, кај дел од пациентите дојде до пат на хемоглобинот, слабост и дополнително влошување на зарастената состојба. Ние сме пациенти кои 4 пати неделно одат на дијализа, 3 пати неделно по 4 часа одат на дијализа и сме во ранлива категорија. Овие се неопходни работи што мора да ги имаме ние во институцијата. Мора да се најде, мора да се набави лекот, што останува следно да снема? Физиолошки раствор. Пациентите предупредуваат дека лекот е неопходен за одржување на крвната слика и дека неговиот недостиг може да предизвика сериозни последици. Дел од нив, бидејќи не можеле да го добијат во болницата, биле принудени сами да го набавуваат, а поради високата цена во земјава го купувале и во соседството, каде што е значително поевтин. Јас не излегов за да барам кривец, туку излегов да апелирам до сите во име на пациентите на дијализа, до сите надлежни институции, до нашиот директор, до надлежните институции, Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување, да кажат која е причината зашто лекот го нема и да се бара соодветно решение. Директорот Јетмир Зиба посочува дека тендерската постапка била навреме завршена, но добавувачот не ја испорачал целата договорена количина, поради што во болницата пристигнувале само ограничени залихи. По бројните реакции и апели до надлежните институции, терапијата конечно е обезбедена. Пациентите велат дека ова е олеснување, но очекуваат лекот од сега да се набавува навреме и континуирано, за никогаш повеќе да не се доведе во прашање нивното лекување и здравје. Најстариот пациент кој оди на дијализа во Струга има 94 години, а најмладиот 27.